Агенцијата за филм го крши договорот што самата го подпишала, а со тоа и го оштетува државниот буџет. Се прогласи за ненадлежна за Црвениот поет. На службеното барање од Алфа ТВ за емитување на серијата посветена на Кочо Рацин не препраќаат кај продуценската куќа. Одредбите за емитување на серијата се однесуваат на продуцентот и неговата обврска за начинот на прикажување, но во ниту една одредба не стои дека агенцијата под автоматизам ги презема парата. Агенцијата како да не сака да го види членот 14 од договорот за финансирање. Во него јасно стои на кој начин може да бидат одземени правата од продуценската куќа. Преносот на правата на сопственост се врши доколку продуцентот ги загрозува вложените средства од страна на агенцијата. Со неемитувањето на серијата нема заработка, па нема ни пари за агенцијата за филм, која за Црвениот поет вложи 23 милиони денари. Бидејќи продуцентот не ја отстапува серијата, агенцијата може и треба да ги земе правата за емитување. Оваа информација ја потврди и поранешната директорка на агенцијата, Мими Ѓоргоска, која и лично го подпишала договорот пред 6 години. ТВ Алфа не се откажува. Ќе ги побара правата за емитување и од продуцентот, како што предвидува и самиот договор. Доколку продуцентот во рок од 3 години од целосна реализација на играната серија не ја емитувал на територија на Македонија, должен е без надоместок да ја понуди на јавното предпријатие Македонска радиотелевизија, на националните, на регионалните и локалните телевизии. Веќе е испратен и допис до антикорупцијската комисија, која потврди дека ќе го испита и овој случај како дел од поголемото чешлање на работењето на агенцијата за филм. Инаку, серијата посветена на македонскиот револуционер Кочо Рацин го чинеше државниот буџет 23 милиони денари. Таа се чува во бункер веќе 6-та година поред и никако да го види светлото на денот. Помеѓу шпекулациите во јавноста, најгласна е онаа дека серијата систематски се цензурира, бидејќи е сместена во Втората светска војна, период во кој Македонија се наоѓа под бугарската фашистичка чизма.